Кога размислуваме за крионика, повеќе помислуваме на анимирани серии од типот на Футурама или на филмовите како што е За секогаш млад. Но во Аризона постои место каде што холивудската иднина се продава како можна реалност. Повеќе од 150 луѓе се криогенски замрзнати во Фондацијата за продолжување на животот Алкор. Надежта е дека еден ден медицинската технологија ќе овозможи повторно да оживеат. Ова е најмладиот пациент што го имаме досега. 2-годишно девојче од Тајланд. Таа имаше терминална болест и беше замрзната во 2015 година. Телото на секој пациент се лади на околу минус 130 степени температура, за која некои експерти сметаат дека на неа е можно да се зачува човечкото тело со векови. Замрзнатите тела се чуваат во цилиндри со течен азот. Нашите пациенти се прогласени легално мртви. Тоа не е исто како биолошки мртви или мртви во фундаментална смисла. Алкор ја промовира идејата дека технолошкиот напредок еден ден ќе им овозможи на лекарите да утврдат што ги убива овие луѓе, како и да овозможи начин за опоравување на сите клетки оштетени од процесот на замрзнување. Но ваквата обнова на клетките е нешто што научниците не се сигурни дека може да се направи кај луѓе. Вистината е дека нема многу научни аргументи кои поддржуваат идејата на Алкор. Најголем проблем е реверзибилноста. Тешко е да се постигне тоа. Но и покрај сомнежите на науката, тоа е токму она што Алкор го продава. Нашата намера е да го спречиме процесот на умирање, така што пациентите ќе имаат шанса да бидат вратени во здрав живот некогаш во иднина. Тоа не е само начин на умирање, туку токму спротивното. Тоа е начин да се живее. А надежта за враќање во живот е скапа. Процесот на замрзнување во Алкор чини меѓу 80 и $250,000, плюс годишни трошоци.